Почитувани присутни, почитуван пратеник во Собранието на Република Македонија, господин Самка Ибраимовски, почитуван заменик министер во Министерство за образование и наука, господин Петар Атанасов, почитуван директор на Управата за заедниците, господин Милутин Станчик, почитувани представници на националните и локалните институции, почитувани представници на високообразовните институции, на основните училишта, на средните училишта, представници на невладините организации, почитувани дами и господа. Ви благодарам што одвоивте денеска од вашето време и што денеска сте тука да видите заедно со нас за затварањето на овој настан на проектот Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образованието на ромите. Денеска со нас требаше да биде и господинот Аксел Ахмедовски, кој што е министер без ресор, меѓутоа да се извинам во негово име, тој поради оправдани причини нема да биде во можност да ни се придружи на конференцијата. Исто така да се извинам и за доцнењето на нашиот колега Давид Рама, кој што моментално е на пат од тука, сега само што стигна од Грција. На почетокот, јас би сакала да започнам со една изрека, која многу често ја користам. Тоа е, ако сакате да инвестирате за една година, посадете жито. Ако сакате да инвестирате за 10 години, тогаш посадете дрво. А ако сакате да инвестирате за цел живот, тогаш образувајте се. Сите сме свесни дека образованието е клуч на успехот за една личност, за една заедница, како и за целото општество. Поради тоа, поаѓајќи од тој факт, Ромскиот ресурсен центар со самото свое создавање и започнување со работа, активно работи, промовира и се залага за унапредување на состојбата на ромската заедница во Македонија. А како една од поголемите заложби на нашава организација е токму и денешниот проект за кој што сме соберени тука. Главната цел на овој проект е да ги зајакне граѓанските организации, се мисли на локалните помали организации, за да бидат појаки и попрепознатливи на локално ниво и да можат да бидат носители на промените на инклузивното образование во нивните општини. Од друга страна, пак проектот исто така имаше за цел да допринесе да ги зајакне тие врски на локално ниво помеѓу институциите и локалните граѓански организации, како и националните институции, за да можат заедно да работат и да ги направат тие промени позитивни за инклузивно образование на ромите. Проектот е финансиран од Европската Унија и се имплементира во рамки на програмата на ИПА, во Civil Society Facility и медија програмата 2015 година. Тој е менаџиран од страна на делегацијата на Европска Унија во Република Македонија, а е имплементиран од страна на Ромскиот ресурсен центар во партнерство со Центарот за детско и семејно згрижување КМОП од Грција. Проектот со имплементација започна во 16 јануари 2017 година, а би траел негде до 16 јануари 2019 година. Повеќе за проектот би имале можност да слушнеме во вториот дел од конференцијата и исто така би имале можност да слушнеме и да продискутираме за идеи, информации, конкретни ситуации кои што вие се соочувате на терен за образованието на ромската заедница, за предизвиците со кои што се соочуваат и за проблемите на кои што наидува ромската заедница на локално ниво. Воедно би сакала да ја искористам оваа прилика да ви се заблагодарам на сите вас, односно на нашите партнери, колеги и соработници за несебичната поддршка, за соработката што ни ја дадоа во текот на имплементацијата на овој проект. Без нив нашиот проект немаше да ги постигне резултатите кои што денес ги имаме. Особено за резултатите кои што се постигнати во рамки на овој проект, би сакала да ја истакнам соработката и поддршката и на Министерството без ресор, Министерството за образование и наука, каде што би вклучиле и управата, и да им се заблагодарам за поддршката на нашите пратеници во Собранието. Особено би сакала на крај да ја истакнам и прекрасната соработка со нашите партнери и пријатели од КМОП од Атина, кои навистина дадоа поддршка и придонесоа да се имплементира успешно овој проект. Јас не би сакала да одземам повеќе од времето од оваа конференција и би сакала да му дадам збор на пратеникот,
господинот Самка Ибраимовски да има свое излагање во однос на образованието. Благодарам, Ипек. Еве, ние денески имаме бурна работа во собранието, меѓутоа за вакви работи кога се работа за мојата заедница, ја секогаш наоѓам време да дојдам, да кажам она што мислам и има многу што да се каже во делот на образованието на ромите. Меѓутоа, почитуван заменик министер, директор на управата на заедници, почитувани гости, почитувани невладини и сите други присутни кои сте тука, јас ќе пробам со кратки црти да кажам во делот на она што сметам во изминатиот период дека треба да се направи и она што не е направено и она што треба да се направи. Нормално имаме многу анализи направени во делот на образованието, тоа е повеќе пати направени се и од невладиниот сектор, и од Европската унија, и од други европски институции. Образованието е една од најважните области која на некој начин представува предуслов за подобрување на состојбата на ромите и нивната социјална вклученост. Лицата кои немаат завршено најмалку средно образование имаат многу помала веројатност да најдат вработување. Немањето на образование, немањето на вработување, од друга страна значат полошо здравје, социјално исклучување, немање можност и одржливо решавање на нивниот стамбен проблем. На некој начин образование првиот чекор кон обезбедувањето посветла иднина за младите роми, како и за нивната социјална вклученост. Добро е познато дека ромските деца на предучилишна возраст ретко одат во детски градинки, иако овој број се зголемува од година во година, се уште е многу под просекот на Европската унија. Бројот на деца кои се отпишуваат од училиште се намалува, но сепак во оваа област треба уште да се подобриме, ромите кои завршуваат средно образование се уште се соочуваат со дискриминација при вработување. Младите роми ретко можат да си создадат универзитетско образование, а ние треба да го зголемиме пристапот на учениците роми до универзитетите. Треба да им покажеме на младите луѓе добри примери. Затоа ни се потребни стипендии, програми за стажирање, туторство, ни требаат медиатори кои ги поврзуваат дипломците со работодавците, стимулација за вработување и афирмативни акции. Треба да создадеме повеќе наставници роми, бидејќи тие се недоволно застапени во образовниот систем, особено во повисоки нивоа на образование. Треба да работиме со родителите на младите роми и да им објасниме колку е важно децата да бидат вклучени во образовниот систем на рана возраст. Во врска со образованието треба да ги обучиме младите за конкретни работни места, да учат јазици, да учат информатичка технологија и да учат меки вештини кои ќе ги направат поефективни и повработливи. Во однос на регионалниот пристап треба да размислиме информација, искуства и најдобри практики со земјите од регионот, како и да видиме искуство од земјите членки на Европската унија во справувањето со сегрегација на малцинствата и во однос на подобрување на состојбите во областа на образованието. Постои потреба да се промовира размена на студенти, наставници и образовни работници со цел да се учи од нашите грешки и да се промовираат добрите практики. Конечно, оно што е најпотребно е добар систем на образование и образовни стимулации во сите нивоа на образованието. Систематски и интегрирани пристап од најрана возраст се до првото вработување. Сакам да укажам на неколку работи кои се судрба во изминатиот период како пратеник од побарањето од нашите роми во делот на средното образование. Во Република Македонија во јавните средни училишта учениците од ромска заедница можат да се запишат во одредени јавни училишта ако имат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволат дополнителните критериуми за испит
на знаење и вештини во соодветните училишта. Институциите надлежни за спроведување за задолжително средно образование покажуваат слаб интерес за мотивација и помош на учениците роми да го завршат средното образование или истите се насочуваат во несоодветни насоки во средно образование, предизвици во средно образование, како пример ги зедов недоволно број на основци роми кои се запишуваат во средното образование, недоволен број на запишани роми во стручни и средни училишта, поголем број на ученици пред време го напуштаат средното образование, недоволна вклученост на децата во вон наставните програми во средните училишта. Зашто ова го потенцирав? Од причини што, како што кажав, дека има дел од ромите кои сакат да се запишат во некои училишта кај што самиот смета дека му е потребно тамо да оди да учи, со таквата преченост од 10 поени, ако има помалку или за 1-2 бода, мора да оди во некоја друга соодветна школа каде што самиот ученик, односно апликант за средно образование, нема желба да оди во таа школа, оди со негативна енергија и затоа и се откажуваат во ран период. Значи, тука треба да се, она што кажав, институтите треба да покажат малку поголемо внимание, не само да го гледат процентот од 10%. Ние треба да гледаме како треба да ја зголемиме квотата на средношколци и да удоволиме без разлика на рековно радиоство да може да иде и во другите средни училишта. Би сакал да додадам во делот на високото образование, споредено со периодот пред 10 години, трендот на запишување на високото образование институции кај припадниците на ромската заедница е во нагорен тренд. Ова го овозможува пред се Ромскиот образовен фонд, кој со седиште во Будимшта преку стипендии кои ги доделува во сите 3 нивоа на високо образование, додипломски студии, магистерски студии и докторски студии во соработка со Министерството за образование, односно Управата за развој и напредување на образованието и јазиците на припадниците на заедниците. Средствата за стипендии за роми студенти, како договорено да бидат институционализирани и дел од поддршка во буџетот на Република Македонија, институциите се водат во посебна донаторска сметка, која доколку нема средства од донаторите ќе биде затворена. Ваквата состојба доведува до деинституционализација на тенденција на промотивни и афирмативни мерки за упис на факултет на учениците припадниците на ромската заедница. Законот за високо образование и универзитети во Република Македонија даваат широки можности и различен спектар на студии за заинтересираните студенти. Би сакал, бидејќи тука и заменик министерот, да процентирам дека јас како во времето кога бев министер за безресор барав да почнем уште од оваа година на Педагошкиот факултет во Скопје, каде што добивме согласност и од ректорот и од министерката тогашна Десковска. Меѓутоа не знам од кои причини ректорот на Педагошката академија се уште не ни ја овозможи таа работа да може да се упишуваат од оваа година роми студенти, и покај што беше разговарано, реков, и со министерката, и со ректорот на факултетот Кирил и Методи, и со премиерот, и не добивме пас да може да се запишуваат од оваа година роми на Педагошкиот факултет за завршување на студии, односно за отварање на наставници и професори од ромската заедница. Мора да се обрне поголемо внимание. Имам уште многу што да кажам, меѓутоа осипувањето на ромите ученици во средното образование, слаби резултати, успех, видно повисок просечен успех, отсуство на релевантна понова статистика за бројот на деца роми на возраст од средно образование, добар дел од ромските ученици влегуваат во средно образование со помали презнаење од основното, па затоа се уште откажување на учениците во средното образование. Значи, тука треба да се преземат превентивни мерки во делот на основното образование, за да бидат поспособни да можат во средното образование да се носат
односно да може да го довршат средното образование. Има тука и директорот на управата на заедниците, мислам дека има такви програми за да може да се дојде до она што знаеме дека имаме луѓе кои немаат денеска осмолетка завршено, камоли да не разговараме за средно. Меѓутоа тоа треба малку да го работиме во поубрзан процес да може да се овие сите работи анулираат и да ова заедница излезе на површина за разлика од сите други Република Македонија. Затоа верувам и во ангажираноста на заменик министерот како колега и од пратеник и познавајќи го како пред се како добар човек, сака да помогне на секого. Сметам дека ќе се ангажира и за мојата и вашата заедница да конечно направиме нешто резултати во делот на образованието, бидејќи образованието е столб на еднината на ромите во Република Македонија. Без образование, како што рече Ипек неколку афоризми, мислам дека тоа е потребно и она едукација што кажав уште на почетокот, треба да се разговара со родителите, да ги носат децата, ги дават во училишта, да има напредок на заедницата и така ќе можеме да излеземе на површина. Дека образованието е столб на една заедница и култура. Благодарам. Ви благодарам, почитуван представник на Собранието во Република Македонија. Ме радува фактот што истакнавте напредок во образованието кај ромската заедница, меѓутоа од друга страна убаво и јасно ги потенциравте и проблемите и пречките со кои што се соочуваат ромите во сите сегменти на образованието, а воедно предложивте и начин за нивно надминување. Ви благодарам уште еднаш за вашето излагање и сега би сакала да му дадам збор на заменик министерот господин Петар Атанасов. Хвала. Благодарам. Поздрав до сите, до проектот, до сите што сте овде во салата, до сите вклучени, особено до мојот колега, до недавно пратеник. Тоа што некој добар човек не ја врши работата до крај, че треба работата честно да се пристапи кон се што работите и тоа на крај да вроди со резултати. За жал овде и од излагањето на самка слушаме дека резултати се потребни повеќе. Кој треба да ги решава проблемите и прашањата со ромите или на ромите? Кој да ги решава, ако нема роми во тие што ги решаваат, нема да ги решат. Тоа е толку едноставно прашање. Се колку треба да има роми, толку што треба да има. Ако е на локално ниво, национално ниво. Јас се најдов во една ситуација пред, како да кажам, 6-7 години, учествував во едно истражување кое го финансираше Институтот Отворено општество со мојот тим во институтот кај што работам на Кирил и Методи и го спроведувам истражувањето. Темата беше средното училиште во Шуто-Оризари. Дали сегрегација, дали инклузија, дали интеграција, каде ќе одат децата, што треба да учат, како да учат, дали со наставници не роми или роми или со имаше еден комплекс на прашања и при презентацијата на проектот и прашањата или резултатите што беа, имаше неколку роми од главно од невладин сектор, можеби и некој бил од тука, ако се сеќава. Првото прашање беше до нас, зошто нема ром во тимот истражувачки. Немавме одговор на ова прашање. Затоа што тимот со кој работевме е тој, тие 4-5 професори кои работиме, но веројатно било пропуст во подготовката на тоа. Иако како искусни истражувачи со академски бекграунд знаеме точно што прашуваме, колку прашуваме. Прашањето и резултатите ни кажуваат дека родителите од Шуто-Оризари немаат директен или конкретен став на една страна или да е познат трендот. Сакаат сите да учат во едно средно училиште во Шуто-Оризари или дали сакаат додат да се дисперзираат и да се вклучат во сите други училишта средни. Тоа е една дилема кој секој родител ја размислува. Општеството треба да размислува. Треба планерите на политиката да размислуваат. Што е добро за тоа општество? Ова е едно прво прашање или прво нешто што сакам да кажам. Второ нешто, значи имаше декада на роми, нели прва. Сега не знам дали има втора, ама прва имаше. И се да збораа декада на роми, декада на. На крај се испостави дека со едно скромно фондче или ресурси, финанси, сакаме да направиме декада со големи успеси во однос на воопшто и на социјалните и на образовните и на другите прашања. Че за да нешто решиш, за да нешто направиш, треба ресурси. За среќа имаме ресурси, полека се ослободуваат, доаѓаме некако до нив и како институции, и како универзитети, и како невладини организации и треба да има што повеќе проекти за да ги отвараме и темите, затоа што за некои теми
во почетна фаза мора да се зборува, за други мора да се отвараат прашањата и опциите или решенијата, и трето да видиме ако сме стигнале до некаде дали можеме уште нешто да правиме. Во однос на образованието, ако образованието на ромите го третираме како национална тема, тогаш треба да се спроведе позитивна акција. Самка збореше за тоа, нема друго решение. Мора да бидат вклучени со интервенција во уписна политика, во планирање, во било кое ниво на образование. Тоа е најдиректната политика која може да се помогне, и ако некаде имало структурна дискриминација, таа да се нивелира или да се надмине, или да се отворат процесите на вклучување или интеграција на одредена група во општеството. Во однос на темата образование, воопшто три процеси всушност се тркалаат по институциите на назад со години. Тоа е процесот на или темите на партиципација, или сега познати како инклузија или инклузивност за сите. Втората е дали имаме квалитетно образование и како до поквалитетно образование. И трето, кога ќе добиеме квалитетно образование, каде одат децата? Се вработуваат ли? Имаат ли доволно знаење да се вработат? Им тежат ли дипломите? Дали сме ги обучили за нешто што треба или не треба? Или сме ги прогрешили програмата? За било кој ниво, особено за средното и за високото. Значи, овие три теми се дежурни теми за сите нивоа на образование, за сите групи, за сите нас во општеството. Ако се однесува до ромите, апсолутно важат сите три. Значи, мора да внимаваме на инклузивноста, на интеграцијата или партиципацијата, да биде поголема. Квалитетот на образование е заедничка тема, веќе тука немаме издвојување, за сите е квалитетот, и вработувањето е исто заедничка тема. Каде се вработуваат, дали се вработуваат децата, колкава плата примаат, затоа што понекогаш умеат да кажат овие работодавачите, па има работа, никој не ќе да работи, а не кажуваат дека 11.000 денари нудат плата за 9 сати работа. Тоа никогаш не го кажуваат, само кажуваат дека никој не се јавува и дека никој не сака да работи. Сакаат да ги експлоатираат луѓето во општеството, а не сакаат да платат. Но тоа е друга тема. Во однос на постоечките проблемски теми, дискриминацијата, пречките да влезат ромите на универзитет, тоа се веќе проблеми кои не може да се надменат со позитивна акција. Тука треба малку посериозен пристап, затоа дискриминацијата, предрасудите, стереотипите е еден комплекс на прашања кои сите нас не спречуваат да ги отвориме малку мозоците и да помагаме на сите. Во однос на пречката до универзитетите, тоа е проблем кој веројатно Министерството за образование треба да го планира и треба да го има во плановите кога ги одобруваме или кога планираме какви квоти треба да има на универзитетот. И малку по-конкретен да бидам. Во однос, подготувајќите се за оваа конференција, инаку не стигнав премногу да се подготвам, но главно три групи на проекти Министерството за образование поддржувало до сега. Тоа се проектите во врска со поддршката во основното образование, стипендирањето и менторството или туторството на средношколските роми и се разбира програми поддршка на високото образование. Резултатите ги слушнавме, повеќето од вас подобро ги знаат. Во однос на, значи, можеме да заклучиме дека можеме и треба многу повеќе да направиме. Во однос на акционите прашања, минатата година Министерството за образование донесе сосема нов закон, законот за високо образование. Потоа почна да се работи законот за основно образование, кој првата фаза е целосно завршена, некаде во април-мај. За жал, овие 5-6 месеци не успеавме да го продолжиме процесот, но сметам дека Министерството за образование сериозно се работи на тоа и после нова година ќе биде продолжена работата на овој закон. Не се сеќавам, јас го имам двете, работната верзија последна два пати ја исчитав детално јас и со мојот тим. Не се сеќавам дека ромските образовни медијатори се нешто цврсто ставени како законски решенија, но ако не се ставени, јас сум отворен да разговараме и да тоа прашање во законот за основно образование, затоа што тоа е системски закон и тој системски закон треба да не реши многу работи. Ако збориме сите за големи промени во образованието, големите промени ќе започнат од законот за основно образование, затоа што тоа е темелот на онаа третата тема за која колешката зборуваше. Ако ние направиме добар закон за основно образование, ако ги погодиме темите, ако малку одиме понапред од што треба, значи немаме време за по 10% промени, мораме децата и со технологија да ги споиме, и наставниците да ги подготвиме малку поинаку да работат со децата, и сето она што е како комплекс прашања и со промена на курикулумите, и со промената на образовните програми, сето она што е во првата фаза завршено. А во првата фаза имаше доста голема партиципација од различни институции, и како институции, и како невладен сектор, но мислам дека има добро решение. Со воведување на мерки законски или правила за креирање програми за забрзано стекнување на основно образование и деца кои се
во поголема возраст мора да го довршат. Веројатно ќе треба да со наши институции, особено со Центарот за образование на возрастни или можеби во законот тоа да го почнеме. Значи има секогаш по некој што не е офатено законот, ако е поголема група ќе треба посериозно да пристапиме, дали може тоа да се надмине. Владата има еден голем проект, гаранција за млади. Толку е голем што сакаме да го стартуваме одеднаш, се оди во неколку градови, ќе мора и во тој процес да ги решаваме и целосно работите, не само секторски. Ако отвориме ресурси и простор за преквалификација, доквалификација, нека влезе и ова да успееме да го влеземе и завршување или финализирање на двете нивоа на образование. За жал или за среќа, минатата влада средното образование го прогласи за задолжително, од тоа има бенефити, но има и големи проблеми, особено финансиски. Че не одат парите во системот, ги имаме парите и не ги вложуваме за квалитетно образование, туку ги вложуваме за превоз на приватни фирми кои ги триплицираат цените за да ги донесат децата во средно, но тоа не е проблем на овој форум. И третата тема акциона е мерка за олеснување на процесот за нострификација на документите за повратници од странство. Јас овде не знам дека има проблеми, ако има проблеми, обратете се до мене. Тоа е еден редовен процес во Министерството за нострификација и еквиваленција на дипломите, мислам дека оди редовно, нема проблеми, комисиите работат, професори се во тие комисии, ако има проблеми, слободно можам да помогнам како заменик министар. Во однос на бројките, дали е успех или дали сме стигнале до некаде ако кажеме дека во 2017-2018 година во средните училишта се запишале 9676 роми. Претпоставувам да, ако 10 години претходно биле многу помали бројките. Но бројката разочарува, ако кажеме дека се запишале 9676 деца, а во истиот период во средно образование имаме оваа година или претходната, која сакате да земе претходната, 1371 дете запишани само во средно образование. Зашто зборуваме ние овде? Значи, кој имаме задолжително средно образование, а имаме осипување од 80%, ние сме го промашили и процесот, и законот, и све сме промашили овдека. Значи, ова е сериозен проблем за кој сакам сите заедно да, во наредниот период разговараме и со претениците, и со институциите кај нас, и со сите што може да помогнат. Значи, ако на ниво на држава имаме, или сме се пофалиле пред 5, 6, 7, 8 години, дека партиципација или влезот на основно во средно е 95%, а имаме овие бројки во однос на популацијата на ромите, навистина не сме стигнале далеко. Овие работи успеа во мојата глава некако да ги составам, да ги разменам со вас, да ги отвориме. Ги слушнав и од самка искажувањата. За жал нема да можам да останам до крај, бидејќи морам да одам во собрание, браниме една измена на закон за некои дополнителни стипендии. Можеби следната промена биде во однос на овие стипендии, дали можеме ние како држава таа квота да ја направиме некако и во сите нивоа, и во средно ниво и на ниво на факултет, да можеме да возможиме и на педагошката академија, особено на педагошката академија, но и на други степени, да отвориме кесињата, па да ги, како што вика премиерот, да ги трошиме парите, ама квалитетно, а не и да во следните конференции да овие бројки да бидат малку поинаку. Благодарам што ме слушавте. Како може само Да, Ја се извинувам, меѓутоа, бидејќи тука е министерот, добро го потенциравте тоа од 9000 па дошло до 1300. Токму е она што го кажав, дека недоволно припремени за средно образование се откажуваат и бројката се намалува. Меѓутоа, во делот на тоа за дојдат до средно образование, основното образование во Република Македонија е уредено со закон со основно образование. Основното образование има задолжителен карактер за сите деца и трае 9 години. Иако задолжително, институциите на системот се инфериорни и не заинтересирани за обезбедување на услови секој дете да биде офатено со задолжително основно образование. Бројното видливи и невидливи бариери овозможуваат исклучување на голем број деца од образовниот процес. Јас се ги набројам само позначени кои се во делот на тоа. Тоа е немање извод од книга Народени, документи со кои ще се потврдува местото на живење, со што им се овозможува и недобронамерни или преполни деца.
несоодветна база на податоци и теренски практики за задолжителен попис и запишување на децата во училиште. Недоволно познавање на македонскиот јазик кога децата се запишуваат во прво одделение и како резултат на тоа неможност да се следи настава. Голем број од запишаните деца се обсипуваат во текот на 8-годишното училиште, посебно по петото одделение поради слаби презнања од претходното одделение. Нефлексибилност однос на раководниот кадар и на стручната служба во училиштата во однос на уписната политика, посебно во училиштата каде што ромите се во значително малцинство. Ниско ниво на едукација на родителите, отсуство на свест за важноста на образованието, посебно на родителите и на средината. Слабиот успех на децата действува демотивирани за продолжување на образованието, она што реков за средното, недоволната сензитивност на некои наставници и на стручните служби за проблемите и потребите на децата роми. Постоење стереотипи за ромите. Ова се битни 10 точки кои сметам дека треба Министерството за образование да ги има во предвид и ако сакаме бројката да зголемиме и во делот на основното образование и во делот на средното образование и она што го карав уште на почетокот, ќе го повторам и сега. Главниот столб за еднината на ромите е образованието. И тука најголемиот акцент треба да го ставиме пред домувањето. Може и домувањето е една од големите пречки за развојот на мојата етничка заедница, меѓутоа нашата помош зависи од поголемите етнички заедници во Република Македонија и тие треба да бидат свесни и да помогнат на таа заедница која не е моćна, која не е доволно едуцирана, но со помош на поголемите заедници ќе може да се изедначи и да се интегрира, она што го збориме цело време, интеграција на ромите. Некако многу слабо иде таа интеграција на ромите. Ако имаме еднакво општество за сите, треба да имаме и еднакви можности за ромите. Тоа е она што сметам дека треба да го сватиме ние и сегашната власт, кај што сум и јас партиципент, односно како роми се партиципенти, очекувам дека ќе имаме тоа што го потенцира и премиерот еднакво општество за сите. Јас секогаш кажувам да има еднакви можности за ромите во Република Македонија. Тоа е многу битно и на тој начин само ќе имаме унапредување во делот на образованието, она што ако и секој институција што е како што е директор за управата на заедници, ако се концентрира на послабите заедници и да го подобри статусот, ќе има резултати. И тоа е така се види мислам мора да кажеме сега дали е така или не, меѓутоа мора да признаеме дека благодарение на Сорос образованието во Македонија мрдна во нагорна линија. Благодарение на Ромскиот едукативен фонд со стипендии отидна понагоре образованието. Значи, треба стимулативни средства за една заедница која се наоѓа како што е и сега. Не дека нема некој напредок, меѓутоа, јас секоја користам оној збор, викам, желката која преминува од една страна на патот до другата, на средината ќе ја згазне или некој алто или некоја лесна кола и ќе остане тука и тука ќе заврши. Затоа, почитуван заменик министер, директор на управата на заедници, обрнете поголемо внимание, имате доста препораки, доста проекти, организирани конференции, само треба да се имплементираат сите тие работи што ние ги разговараме, меѓутоа имплементацијата многу тешко оди, за разлика од претходните години. Благодарам. Ви благодарам на вашето дополнување и на тие подточки што ги истакнавте како проблеми во основното образование со кои се соочува ромската заедница. Би сакала да ви се заблагодарам и на вас, почитуван заменик министер, и за многу битни работи кажавте во вашето излагање, а особено ме радува фактот што сте отворени за соработка
Истакнавте дека сите заедно можеме да ги постигнеме надминувањето и унапредувањето на образованието на ромската заедница и да може да изнаоѓаме решение за надминување на проблемите во образованието во сите сегменти на образованието на ромската заедница. Сакала да му дадам збор на господинот Милутин Станчик, кој што е директор во управата на Благодарам, почитувани присутни. Големо е задоволството и честа, меѓутоа и одговорноста да се говори за проблемите на ромската заедница, меѓутоа и да се истакнат досегашните постигнати резултати, секогаш отворени да ги сослушаме проблемите и недовршените процеси на започнатите проекти за оваа заедница. А исто така, како патоказ, може да послужат за другите заедници, бидејќи управата, значи чело се грижи континуирано за јазиците на заедниците. Како управа го држиме и го служиме геслото на оваа конференција образование за сите и ја делиме истата визија како и именувањето на оваа конференција. Би сакал само да истакнам дека во говорот на заменикот министар беше истакнато припадноста на чинителот на таа заедница во имплементацијата на својата. Можам да истакнам дека кај нас во управата придонес во афирмацијата на другите заедници јазици ги даваат колегите од ромската заедница и обратно. Колегите советници по јазиците на другите заедници се вклучуваат во проектите на проблемите на другите заедници, како што е турската, влашката, српската, бошњачката. Со оглед на проблемите се кои се соочува ромската заедница, би сакал овој пат да ги истакнеме недостатоците во интеграните податоци на бројот на деца кои се подготвени во вклучување во образовниот процес, голем процент на ученици роми кои не се запишани во прво оделение. Во октомври месец се детектирани 300 ученици кои не го започнале своето образование од прво оделение, осип на ученици роми во основното и во средно во споредба со другите заедници и значителен број на ромски семејства кои ја напуштаат државата и поради тоа децата на тие семејства го прекинуваат образовниот процес. Имајќи го предвид наведените проблеми и показатели, управата заедно со колегите роми во управата континуирано работи за развивање на политики, програми и проекти за надминување на постоечките проблеми. Би сакал да изтакнам дека управата значи го следи и дава подршка во основното, во средното и во високото образование за оваа заедница. Во периодот од септември 2015 до 2017 година јули месец управата беше партнер во рамките на проектот Туторска подршка за основното образование заедно со Ромскиот едукативен фонд и со Ромскиот ресурсен центар во партнерство со асоциацијата Сонце од Тетово. Во рамките на овој проект беа предвидени ромските образовни медиатори. Оваа година во 16 општини се ангажирани 17 ромски медиатори. Тие веќе даваат свој придонес и даваат веќе видливи резултати за еден краток временски период работа, значи на детектирање на осипот на ученици, на поврзување на семејствата со учениците, подобрување на редовноста на децата, а исто така за 2019 година управата при МОН веќе предвиди ангажирање на 30 медиатори и за ова се обезбедени буџетски средства. Како резултат на работата на ромските образовни медиатори, значи во периодот од септември до ноември, не само што се идентификувани 300 ученици кои не се запишани во прво оделение, во новите анализи бројките покажуваат дека околу 260 ученици го оствариле, значи правото за упис и со тоа, значи веројатноста беше висока тие да не се запишат и да не го отпочнат своето образование. Што се однесува до средното образование, проектот стипендирање, менторство и туторство кај средношколци роми се имплементира 10-та година поред, започнато е во учебната 2009-2010 година, проектот го имплементира МОН и РЕФ,
До сега се вкупно доделени 5365 стипендии за средношколци роми. На оваа година на конкурсот се предвидени 880 стипендии в 5 категории. Средствата за овие стипендии се обезбедени од Министерството за образование и наука и сумата изнесува 10 милиони 980 илјади денари. Управата е во фаза за отпочнување на нов проект во народните 4 години за поддршка на средното образование на роми, исто така со Ромскиот образовен фонд. Со овој проект ќе се обезбедат 160 тутори и 50 ментори кои ќе работат за подобрување на образованието, изголемување на редовноста кај средношколците роми. Покрај менторството ќе бидат обезбедени дополнителни 150 стипендии во петата категорија за една учебна година, односно 600 стипендии за 4 години. Средствата кои се обезбедени, значи благодарение на МОН и на Ромскиот образовен фонд за наредните 4 години за поддршка на средното образование кај ромската заедница ќе се обезбедат околу 1.500.000 евра. Управата четврта година веќе поред работи за обезбедување стипендии во високото образование. До сега се вкупно обезбедени 195 стипендии, оваа година 130 стипендии за студенти роми и дополнително се работи за обезбедување на одржливост на програмите за поддршка на образованието на роми во Македонија. Согласно тоа, покрај излагањето на заменикот министер, можеме да истакнеме дека стипендиите за поддршка на средното образование се влезени во Законот за ученички стандард и истото важи и за обезбедуваните предвидени измени во Законот за студентски стандард. Ова се бројките, секако дека корисноста од присуството на вакви настани и мислењата во дискусијата како би слушнале нови предлози, проекти и одредени можеби забелешки, критики во нашата работа како би го подобриле постоечкото становиште. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам на вашето обраќање, господин Станчик. Јас би сакала да истакнам дека во вашиот говор кажавте многу конкретни мерки и активности кои што вашата управа ги спроведува изминативе неколку години и навистина е забележлив резултатот од тие активности и мерки што ги спроведувате како во основното, така и во средното образование кај ромската заедница. Сепак слушнавме и од предходните говорници, еве и од вас, дека сепак има простор за уште поголема надградба, уште поголеми мерки и уште поголема работа за подобрување на состојбата на ромската заедница. Уште еднаш ви благодарам за вашето обраќање и би сакала да му дадам збор да се обрати и господинот Давид Рама, колегата од Центарот за семејно и детско згрижување од Грција. Повелете. Working? Okay. Thank you. Dear Ms. Usainova, dear director, distinguished guests, I apologize for being late. I had a direct flight from Athens, and my flight had a small delay, so I apologize for being late here. I also want to say that I am honored to be here and to participate in this conference, which is organized in the context of this project that we're running together, building a stronger civil society to boost efforts on educational inclusion of Roma. First, I would like to thank Roma Resource Center, our partner, for such a wonderful organization and for the excellent work done here. And I will not speak about the problems of Roma people because you know them better than I do, but I will say a few words about the organization that I came here to represent. CMOP, Social Action and Innovation Center, is one of the oldest NGOs in Greece with 40 years of extensive experience and activities in the social sector, particularly in providing support
to socially vulnerable groups. KMOP's axis of expertise includes social assistance and protection, employability promotion, gender equality, mental health, and provision to support to other socially vulnerable groups with significant relevant track record. With regard to the improvement of the lives of the vulnerable groups, our organization has supported governmental institutions at central and local level towards the quality improvement of social service delivery, not only in Greece, but also in other Southeast European countries. We have implemented projects that aimed at the employment and social integration of vulnerable groups, including Roma people, vocational counseling and job support programs, provision of counseling and psychosocial support from specialized staff to address problems of violence and social exclusion. And we also have extensive experience in the advocacy of the rights of the marginalized people from the society. Over the years, we have expanded our activity in the region and the rest of Europe, being present in 6 countries and having also an office in Brussels. Of course, this accumulated experience of KMOP in the social and human rights sector is utilized also in joint projects with local organizations in neighboring countries. In Macedonia, we are more than happy to cooperate with a partner like the Roma Resource Center, which is a very active organization in the advocacy of the rights of Roma people. Together and through our projects, we are committed to the improvement of the living conditions of Roma people in Macedonia, to the educational integration of their children, and to the promotion and advocacy of their rights in the country and beyond. It is worth mentioning that the support and cooperation of governmental and local institutions is essential in our work, and we are grateful for their assistance and also for their representation here today. This shows also their commitment and willingness to cooperate for the common good. Of course, our mission would be very difficult to be achieved without the financial support of the European Union. Personally, I am happy that the European Union is financing such projects as this one that we are gathered here today, with the aim to empower the people themselves and at the same time to diminish the gap between the state and the civil society. At this point, and having all this said, I would like to conclude my speech. Thank you very much for your attention. Почитуван колега Давид Рама, ви благодарам и на вас за излагањето. Благодарам за вас за за целото време што не подржувавте и ја дававте вашата несебична подршка и соработка за имплементација на овој проект и голем дел од резултатите што ги постигнавме е благодарение на тоа. Ви сакала да истакнам дека како организација, како што кажавте и вие, имате навистина голема позадина со вас, многу големо искуство во работата со маргинализирани групи во повеќе држави, а особено во Македонија со работата за подобрување и унапредување на состојбата на ромите во областа на образованието. Јас се надевам дека и понатаму ќе имаме можност за поголема соработка и за постигнување на поголеми успеси, како што беа постигнати успесите од овој проект. Се надевам дека ќе имаме и други можности за вака сите заедно да се собереме и да дискутираме за битни работи кои што ќе може да дадат заклучоци и препораки кои што ќе ги упатиме до институциите и до клучните ресорни министерства за да успееме навистина да направиме некоја промена во областа на образованието на ромската заедница. Конференцијата ќе се презентираат клучните наоди и резултати и препораки и заклучоци од проектот, како и од истражувањата кои беа спроведени во рамки на истиот проект. Ќе имаме можност да ги слушнеме постигнатите резултати од имплементацијата на малите градови за унапредување на образовната инклузија кај ромската заедница во 9 општини
Македонија, кои што имаат за цел пилотирање на модели за инклузивно образование. Наши говорници во овој дел од конференцијата се госпоѓа Фатош Хусаинова, менеджер на проектот во РРЦ, госпоѓа Кристина Василевска, директор на канцеларијата на КМОП во Скопје, професор доктор Елизавета Томевска-Илиевска и магистар Наташа Андију. Јас на почетокот ви дадам збор на госпоѓа Фатош Хусаинова да ги презентира на како резултатите постигнати во рамки на овој проект. Ти благодарам, Ипек. Јас ќе бидам многу кратка и ќе се потрудам да ви отприлика да ви дадам генерална слика за тоа што се правевме ние во текот на изминативе 2 години во рамки на овој проект. Проектот Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на образовната инклузија на ромите започна со имплементација во јануари 2017 и веќе е во својата финална фаза, односно официјално завршува во јануари 2019 година. Проектот е финансиран од делегација на Европска Унија во Република Македонија и партнери кои го имплементираат проектот се Ромскиот ресурсен центар од Скопје како лидер организација на проектот и Центарот за семено и детско згрижување КМП од Атина како партнер и соработник во рамки на овој проект. Клучни стейкхолдери во рамки на овој проект се Министерството за образование и наука, заедно со управата на заедниците, Министерството за труд и социјална политика, 9 локални самоуправи во нашите 9 таргет општини, како и локалните организации кои што делуваат во рамки на овие општини. Главна цел на проектот е да се поттикне соодветна граѓанска средина во Македонија за подобро промовирање на правата на децата роми со особен фокус на правото на пристап до квалитетно образование, кое што нели на подолг рок би дало и пристап до пазарот на трудот. Специфични цели во рамки на овој проект се дефинирани 5 и тоа се следните: зајакнување на диалогот и соработката помеѓу владата и грасрут граѓанските организации кои работат во областа на вклучување на ромските деца во редовното образование. Како втора специфична цел е зголемувањето на постоечката база на знаења за прашањата кои се однесуваат на вклучување на ромите во образованието и општеството во целина и секако нели да се предложи унапредена политичка рамка со која се олеснува пристапот на ромските деца кон пазарот на трудот преку нивно зголемено учество во редовното образование. Третата специфична цел е зајакнувањето на спроведувањето на постојните закони за инклузија на ромите преку градење на организацијскиот и кадровскиот капацитет на граѓанските организации кои работат во тие 9 таргет општини во рамки на проектот, заедно со воспоставување на механизам за регрантирање локални грасрут организации. Четвртата специфична цел е подобрување на капацитетите на локалните власти за реализирање на програми и мерки за вклучување на роми со аутсорсинг имплементација за граѓанските организации и како пета и последна, но не и најмалку важна специфична цел е подигнувањето на свеста за улогата на граѓанското општество во промоција на еднаков пристап до образование на ромите. Во текот на овие 24 месеци на имплементација, Ромскиот ресурсен центар заедно со Центарот за семено и детско згрижување КМП од Атина опфати низа на активности кои што тековно се спроведува континуирано во време трајањето на проектот. Јас би ги спомнала само најглавните, бидејќи нели имаме многу имплементирано, но сепак би сакала да се задржиме само на она што е побитно. На самиот старт на проектот имавме ние една компонента за истражување која имаше за цел да ја детектира фактичката состојба на терен во поглед на вклученоста на ромите во образованието, како и граѓанските организации кои што работат и делуваат во тие 9 таргет општини. Беа реализирани 3 фокус групи во Скопје, Куманово и Виница
заедница беа спроведени две истражувања, од кои што произлегоа две анализи, мапа на ромската заедница и мапа на граѓанскиот сектор, и беше направена анализа на националното законодавство за инклузивно образование и секако на постоечките локални и меѓународни политики за вклучување на ромите во образованието. Јас во овој дел нема да споделам многу детали, ова ќе го оставам на нашите експерти кои што работеа во тој дел да ви споделат резултати од анализите. Она што следуваше понатаму во текот на имплементацијата на проектот, а што се базираше на истражувањата и податоците кои што ги добивме од тие анализи, беше дефинирањето на грант шемата, односно целите на грант шемата, предвидена во рамки на овој проект, и оваа грант шема опфати активности кои промовираат креирање на инклузивна средина на децата роми во образовниот систем во 9 општини во државата. На средината на месец ноември 2017 беше објавен повикот за доделување на мали грантови. Вкупно 11 граѓански организации кои поддржуваат активности за создавање на инклузивна средина за децата роми во образовниот процес добија грантови во рамки на овој проект и некаде во месец февруари ги подпишаа договорите и почнаа со имплементација на нивните проекти. Проектниот тим на КМОП и РРЦ заедно со нашите експерти спроведуваше редовни мониторинг посети со граѓанските организации кои што спроведуваа проекти, и негде би можеле да издвоиме просечна бројка од 88 мониторинг посети на организациите во рамки на проектот. Многу е битно да се спомне дека овие мониторинг посети, освен што беа наменети за следење на имплементацијата на активностите, исто така има и улога во делот на јакнење на капацитети на граѓанските организации за финансиско и административно работење за имплементирање на проекти кои што се спроведени, кои што се финансирани од Европска унија. Исто така, овој проект имаше и компонента за застапување и лобирање, во чии рамки беа спроведени 6 информативни средби со представници на локални и национални институции, како и представници на локални граѓански организации. Овие средби имаа за цел да се презентираат проблемите со кои се соочува ромската заедница во делот до пристап до квалитетно образование, секако нели пред клучните институции кои што ја имаат главната улога во решавањето на истите. Исто така РРЦ и КМОП преку препораките кои се поддржани во рамки на преку проектите кои се поддржани во рамки на оваа грант шема пред институциите ги презентираа позитивните модели за инклузивно образование како можни идни решенија кои би обезбедиле еднаков пристап до квалитетно образование за целата ромска заедница. Во делот на јакнење на капацитети на граѓанските организации, како една од најбитните компоненти во овој проект, сакам да споделам со вас дека беа реализирани 6 групни тренинзи кои што беа наменети за грантистите во рамки на оваа грант шема, на кои што присуствува лицата ангажирани кои што работеа на самите проекти. Исто така во овој дел беа спроведени и 33 индивидуални тренинзи, односно секоја од граѓанските организации доби по 3 тренинзи на самото работно место, кои што беа наменети освен за луѓето кои што беа ангажирани во проектите и за поширокото членство на самите организации. Во рамки на оваа компонента исто така беа реализирани од 8 регионални дводневни тренинзи кои што освен за невладините организации беа наменети за представници на локалните институции и други невладини организации кои што работеа во тие општини, и можам да споделам со вас една бројка од прилика околу 300 учесници на сите тие обуки кои што успеа да ги зајакнат своите капацитети во делот на пишување проекти за ЕУ фондови, стратешко планирање, одржливост на модели за одржливост на грасрут организации и неколку други теми кои што беа развиени и имплементирани од страна на експерти обучувачи со долгогодишно работно искуство во имплементирање на тренинзи на овие теми.
Во одделот на компонентата за зајакнување и подигнување на свеста за важноста на образованието на ромската заедница беа реализирани 9 културни изложби, односно ликовни изложби на тема ромска традиција и култура и ромите во образованието. Овие активности имаа за цел подигнување на јавната свест за културниот идентитет на ромите и сензитивизирање на пошироката јавност за човековите права и правата на ромите, како и промовирање на еднаквоста и недискриминацијата во образованието. Исто така во финалната фаза на овој проект беа реализирани и 9 информативни настани во 9 општини во Република Македонија. Многу е битно да се спомне дека овие настани беа реализирани во самата ромска заедница и целта на овие настани беше да се подигне свеста кај ромската заедница за важноста на образованието на нивните деца. Преку овие настани, крајните корисници беа информирани за достапните образовни можности, нивните права за квалитетно образование и недискриминација, услугите кои ги нуди граѓанското општество и начинот на кој тие можат да пристапуваат до нив. Јас не би должела многу, се надевам дека успеав на кратко да ви презентирам што ние работевме во текот на изминативе 24 месеци и би сакала да искористам оваа прилика да изразам една огромна благодарност до сите институции на локално и национално ниво, како и до сите партнери и граѓански организации кои ја дадоа својата несебична поддршка и максимално се вложија да ги поддржат овие активности на проектот и би сакала овие резултати не само да ги препишам на РРЦ и на КМОБ, туку исто така да ги споделам со сите вас, бидејќи навистина немаше да ги постигнеме доколку ја немавме вашата поддршка. Ви благодарам. Ви благодарам на вашето излагање, госпоѓа Усаинова. Накратко ги истакнавте резултатите кои што беа постигнати во рамки на овој проект и кои допринесоа да се постигне главната цел на проектот, односно да се зајакнат граѓанските организации, да бидат попрепознатливи и да бидат носители на промените за инклузивно образование како на ниво, така и на национално ниво. Сега би сакала да и дадам збор и простор за презентација на колешката Кристина Василевска, која што накратко ќе ја презентира грантовата шема од проектот. Повели, Кристина. Благодарам, Ипек. Како нашата најглавна активност, односно време најдолга активност која што ја имплементиравме беше регрантирањето, односно шема за поделување на подгрантови. Оваа можност која што ја имаме ние организациите, корисници на фондови од Европската унија, да финансираме, односно да регрантираме помали локални организации, ни овозможува децентрализација и дисперзирање на фондови и на активност на локално ниво, како и во секој случај поддршка на локалните иницијативи на организациите кои не секогаш се во можност да пристапат до големите фондови. Да, ти благодарам. Со нашата грантова шема, целите на грантовата шема беа поставени согласност на целите на целокупниот проект, согласно целите и кои што Фатош ги напомена преска. Значи, грантовата шема имаше за цел за поддршка на граѓански организации кои работат со ромско население во 9 општини, кои што веќе беа споменати. Во главно овие организации работеа на теми поврзани со промоција на образовната вклученост, детектирање и спречување на причините за осипување од образованието, како и работа со родителите и децата на локално ниво и подобрување на соработката помеѓу институциите, јавното и граѓанското општество.
Грантовата шема беше поставена во 3 фази, односно сегменти. Првата имплементација, мониторинг и евалуација на грант шемата. Имплементацијата подразбира самото поставување на јавниот повик. Имавме објавено јавен повик, каде што детално и прецизно беа поставени условите кои што организациите треба да ги исполнуваат, како и целите кои што треба да се исполнат со ова грантова шема, односно со проектите кои што тие би ги имплементирале. Јавниот повик беше минатата година од 12 до ноември до 12 декември, значи имавме точно 1 месец за прибирање на апликации. За време на аплицирањето отворивме така наречен help desk, каде што пружавме помош на потенцијалните апликанти при пополнување на нивните апликации и поднесување на предлог проектите. Ова helpdesk можност остана отворена во целиот период на имплементација на грантовата шема, односно имплементација на нивните проекти, како и моментално додека грантистите ги поднесуваа нивните финални извештаи. Секако процесот на имплементација е вклучен на процесот на селекција и евалуација поднесените апликации. Секако беше формирана комисија која што изврши селекција на поднесените апликации. Чекорите при процесот на селекција се однесуваа на административна проверка на поднесените апликации, вкупно кои беа 22 по административната проверка, условно кажано поминаа 13 организации, а со следниот чекор евалуацијата беа селектирани точно 11 организации, пошто нели беа информирани организациите за нивните резултати и како што кажа Фатош, на 6 февруари беа подпишани договорите со организациите, во кој момент започна и имплементацијата на грантовите. Организации кои беа финансирани во оваа грантова шема беа Мултикултурал Тетова, Дром од Куманово, Рома Перспектив од Прилеп, ЗРДЦ има од Скопје, 24 вакти од Скопје, Рома Врзита Скопје, Авена Кочани, Ини Виница, Организација на жени од Штип, Баирска светлина од Битола и Лайфстарт од Битола. Во однос на финансиската рамка на грантовата шема, ние располагавме со вкупно 52.000 евра, од кои беа доделени точно 51.994 евра, што представува 99,98% искористеност од буџетот со кој што располагавме, но со финиширање на активностите на организациите, нели сите знаеме дека буџетот максимум во секој случај не секогаш може да биде искористен, така да со завршување на грантовата шема ние достигнавме процентот 97% искористеност на буџетот со кој што располагавме. На секоја организација беше доделен грант во рамките од 2500 до 5000 евра, финансирани, нели како што кажав, беа вкупно 11 организации. Малце би дополнила во делот на мониторинг, значи следната фаза спомна Фатош, беше мониторинг на грантовата шема, односно на имплементација на проектите од страна на организациите. Купно беа реализирани 88 мониторинг посети, односно 8 посети по организација. За време на мониторинзите, нели, тимот кој што беше одговорен за ова даваше менторска поддршка директно на работното место. Исто така како што спомна Фатош, беа организирани тренинзи за градење на капацитетите, 6 групни, 33 индивидуални и 8 регионални тренинзи. Како што спомнав, хелпдескот беше активен од целото време на имплементација на нивните организации, на проектите, што значи дека организациите во секој момент можеа дали електронски, телефонски или лично да добијат поддршка од тимот на РРЦ и КМОП.
Со завршување на процесот на имплементација на грантовата шема и на проектите следуваше фаза на евалуација, што е доста важно, нели, да се видат резултатите кои што сме ги постигнале, односно кои што сме ги поставиле на почетокот на имплементацијата, дали и колку се остварени. Евалуацијата и методите на евалуација кои што беа применети ќе ги оставам на колешката Наташа подоцна да ги дообјасни. Можам само да напоменам дека беше мерена релевантноста, одрживоста, ефикасноста, ефективноста, додадената вредност, како и клучните препораки кои произлегува од имплементацијата на оваа грант шема. Ви благодарам многу на вниманието и во оваа прилика сакам да ја искористам како грант менаџер да им се заблагодарам на сите организации кои што соработував. Јас сум многу задоволна, сметам дека овие 11 организации се спремни да работат и да имплементираат поголеми проекти од овие кои што ги имплементира со нашата грантова шема и се надевам дека им беше еден чекор нанапред и дека доста научија и доколку им треба во иднина некаква помош и поддршка, јас лично, КМОБ и РРЦ стоиме на располагање. Ви благодарам на сите. Ти благодарам, Кристина, за твоето кратко излагање во однос на постигнатите резултати од имплементацијата на подгрантовите во рамки на овој проект, кои што имаат за цел да пилотираат модели за инклузивно образование во Република Македонија. После излагањето на Кристина, јас би сакала да погледнеме заедно едно кратко видео. Во рамки на оваа грантова шема беа изработени повеќе промотивни видеа, но за жал поради краткото време со кое што располагаме, ќе погледнеме само едно видео, а после за време на закуската ќе имаме можност да ги погледнеме и останатите видеа во рамки на оваа подгрантова шема. Го имаме? Да. Многу сме задоволни децако. Ние не сме писмени, децата се веќе писмени и сакаме да видат понатаму уште повише подобро учени. Моето образование денес за подобро утре е насочено кон подобрување на социоекономската позиција на ромската заедница преку образование, вработување и генерирање на капацитети за решавање на проблемите со кои се соочуваат ромите. Тоа се семејства кои се занимаваат со неформална работа, собирачи на секундарни суровини и пластични шишиња, кои поради екзистенционални причини и јавна свест за значението на образованието, нивните деца не ги носат во училиште, а со тоа ги лишат токму од придобивката за излез од магичниот круг и нивно подобро утре. Потребно е да се зајакне и унапреди соработката помеѓу сите клучни чинители во нашето општество, како што се националните, локалните институции и ромскиот граѓански сектор во Република Македонија. Теренските активности вродија со плод и таргетирани се повеќе семејства каде менторот и педагогот ги започна своите посети на тие семејства и заедно со децата започнуваат да го совладуваат претшколскиот материјал. Која е десна рака? Ова е десна. Во овој проект вклучени ни се 20 семејства и 20 деца, меѓутоа на терен доаѓаат и други дечиња кои што не се вклучени, а имаат потешкоти на кои што им помагаме. Изучуваме бројки од 1 до 10, соопшти познавање ги запознаваме, цртаме, учиме, ги подготвуваме полесно да се прилагодат во наставата, полесно да го совладат македонскиот јазик и тоа. Позитивните ефекти веќе се чувствуваат. Задоволството е и од двете страни.
а задоволството на самите деца уште поголемо. И сега, ајде на овие, кои се овде десно, а кои се лево? Ајде. Овој проект подразбира и подобрување на социјализацијата, интеграцијата, за вклучување на ромските деца од предучилишните и основните образовни установи, како и вклучување на деца исклучени од редовниот образовен процес, како и подигање на свеста на родителот за важноста на образованието. Се организира и групна посета на две институции, како што се Зоолошката градина во Скопје и Природно-научниот музеј на Македонија. Инаку и самите образовни институции се стремат кон потикнување на зголемено вклучување на ромските деца во формалниот образовен систем во согласност со постоечкото законодавство. Значи, првачињата ние уписот почна од мај месец, кај нас не завршува еден месец, ние чекаме и септември, и октомври зимаме деца, запишуваме. Во немане на документација ние им даваме едно време што мора да ги направи документациите, документот, извод од матична книга на родените, со тие другите документи што се од матичниот лекар, тоа, нас ни е битен изводот од матична книга на родените со еден документ, лична карта од родителот или од мајка или од татко, да имаме таков документ, за да го запишеме детето во главна книга на Основното општинско училиште Васил Главинов. Значи имаме и такви деца од ромската националност кои ни доаѓаат тука без документација, а ние како училиште ги примаме тие. Треба да доаѓаат овде да ги донесат детето да бидат у школа како другите и после ќе продолжиме натаму за документите и ние ќе му помогнеме да ги извадат тие документите, да ги комплементираат до крајот на само детето да не седи на улица. Целта на овој проект има повеќе насоки, но најважни се подигнување на свеста на родителот за важноста на образованието, подобрување на општите социоекономски услови во корелација со поддршка на образованието за вклучување на ромските деца, развивање и промовирање на модели за поактивно вклучување на родителите и старателите во образовниот процес на децата, градење на капацитетите на наставниците за работа со ромските деца преку дополнителни наставни материјали или прирачници, образование за правата на децата. Ова беше едно навистина доста интересно видео, а такви има изработено од неколку организации во рамки на нивните подгрантови и навистина од таквите видеа можеме да видиме колку успешна реализацијата, колку била успешна реализацијата на нивните проекти. Јас би сакала понатаму да ја поканам професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, која што беше ангажирана како експерт во нашиот проект, да ги презентира своите резултати од мапирање на ромската заедница и мапирање на граѓанскиот сектор во рамките на овој проект. Повелете. Благодарам, Ипек. Дозволете прво и во моје име да посакам добре дојдовте, да посакам добар ден, Шукар диве, Калимера.
Знаете, многу е тешко кога треба да зборувате после еден ваков документарец и ќе се надоврзам на кинеската поговорка која што вели една слика, 1000 зборови. Многу е тешко кога треба да зборувате една материја која што значи образложување на методологијата на истражување на целокупните истражувачки резултати, кои што сте ги добиле после 2 години неуморна работа. Меѓутоа, тоа е мојата задача во овој проект, а и како методолог. И една од ситуациите во кои што имавме најголем број на дискусии со овој прекрасен стручен тим е кога секоја зборувам, професор, ке ма знаете, треба да пишувате многу кратко и многу кратко да зборувате. Ама јас им велам, дајте ми повеќе време за да зборувам и за да пишувам кратко. Посебна благодарност, навистина, сакам да укажам на двете копартнерски организации, на Ромскиот ресурсен центар и на КМОП, кои што навистина сензибилизира, за жал да кажам, се уште многу актуелна тема. Се надевам дека со овие истражувачки резултати, со кои што напорно работевме во овие 2 години со колешката магистар Наташа Амдију, ќе придонесеме, ќе дадеме една платформа за унапредување, подобрување на целокупниот концепт на ромската заедница, меѓутоа и дел од овие препораки да бидат дел конечно и во релевантните национални документи. Веќе со вас се чувствувам како да сум дел од едно пошироко семејство, бидејќи во овие 2 години и на 38 степени, на ветрови, магли, зими, бевме гости во вашите организации со широко отворени врати и на вистина тие теренски истражувања, тие мониторинзи допринесоа за релевантни резултати од нашето истражување. Повторно ќе кажам, во време од 15 минути јас ќе се обидам да бидам концизна. Задачата имам да ги представам резултатите добиени од мапата на ромската заедница во Република Македонија и повторно велам во време истражување од 2 години. Накусо ќе се обидеме да дадеме одговор на неколку истражувачки прашања, зошто токму овој проект, зошто ова истражување, што се овие добиени резултати, како се спроведе, кога истото се реализираше, кои беа релевантните страни, институции, лица вклучени, кои се ефектите и можностите и какви се излезите. Благодарност исто и до Фатош, која што направи еден пресек на целната поставеност, не би се повторувала јас на проектот и на еден дел кој што мојата колешка Кристина со која што патувавме низ целава ни Македонија, така што јас би се осврнала само околу тоа да се каже дека целта на истражувањето е да се обезбедат релевантни информации за причините за осипување на ромите од основното образование, меѓутоа и со какви расположливи капацитети располагаат граѓанските организации и каква е интерсекторската соработка. При тоа во истражувањето се применува комбиниран компаративен пристап за да се обезбедат соодветни податоци за бројот на осипани ученици во последните 3 години, 2015-17 година, меѓутоа да се направи само проценка на активностите од страна на институциите во делот на нивното работење и во делот на образовната инклузија на ромски ученици, бидејќи во насловот на проектот е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации. Јас се надевам дека овие извештаи ќе ги добиете во електронски или во нека друга форма, од таму и не би давала посебен акцент и на хипотетските рамки. Како се дојде до резултатите? Да, се користеше доста богата релевантна документација, истата беше анализирана, правна регулатива, стратегија, извештаи, анкетирање и интервјуирање, како што беше споменато, организирано во фокус групи. Инструменти, неколку прашалници, првиот прашалник за проценка на капацитетите на граѓанските организации од областа на образовна инклузија на ромите, прашалник за стручните служби, односно педагозите и психолозите од основните училишта, од 9 општини кои што беа таргет група, понатаму прашалник за вработените во секторот на образование при општините, прашалник за вработените во општинските центри за социјални работи, прашалник за ромските информативни центри за проценка на нивото на образовна инклузија на ромите и протокол за полуструктурирано интервју која што беше користено во фокус групите.
Од овој кумулативен приказ може да се констатира и сумативните информации за супримероците. Вкупно во 9 општини е направено истражувањето, 17 граѓански организации, во 13, во тие 9 веќе ги споменавте, во 17 учествува 17 представници од граѓанските локални организации, 13 основни училишта, 15 членови од стручната служба, од планирани 9 представници од секторите за образование, обезбедени беа само 5, односно од 5 општини, планирани се 9 представници од ромските ресурсни центри при 9 општини, но се обезбедени само 7 представници од општините. Во однос на анализа и интерпретација на резултатите добиени од проценка на капацитетите на 9 на вклучените граѓански организации, во однос на националната припадност на представниците може да се констатира дека и интересен е податокот, сега ќе се надоврзам на што го говореше и пратеникот пред некој час, дека дури 82,35% се од ромската националност, а само 18% се од македонската националност. Значи во овие организации се вклучени поголем процент од еден етникум. Имено, граѓанските организации работат со различен интензитет според бројот и на своите наведени проектни активности. Во Штип и Виница постои потреба од интензивирање на проектните активности, а според целната поставеност на проектите, интересни се и различни проблеми со кои што наидуваат во различни општини. Инаку сите констатираат дека предучилишното воспитание и образование, односно вклучувањето на децата роми во овој образовен подсистем е со највисок интензитет. Постои потреба од поддршка на учениците роми во основното образование. Исто така имаат во однос на проектите што ги работат граѓанските организации, помал процент се забележуваат проектите кои што се фокусирани за работа во средното и високото образование. Постои потреба од поддршка за одржливост од релевантни институции како на локално, така и на национално ниво. Најгорливото прашање според мене е осипувањето и степенот на осипување кај учениците роми во основното образование, како што може да забележите од табеларниот преглед. Во однос на прашањето за осипување кај учениците роми во основно образование, ова е изразено во 6-тото оделение. Средното образование веќе ни е далечна приказна. Понатаму ќе се осврнеме и за причините кои се зашто токму 6-тото оделение. Од ангажираните лица во граѓанските организации вкупно се ангажирани во моментов 267, од кои што 152 се волонтери, 76 хонорарни лица и 39 се вработени лица. Од нив 27 се со високо образование, 6 се магистри на наука и 34 лица се со завршено средно образование. Од каква менторска поддршка имаат потреба граѓанските организации? Развивање и пишување на проекти за ЕУ фондови, во делот за административно-финансиско работење на проектот, процесот на имплементација на проектот, развивање на инструменти за мониторинг и евалуација на проектни активности, развивање на модели за одржливост, многу важен клучен сегмент на организациите, како и пишување на извештаи за напредокот. Која е потребата за поддршка на некои граѓански организации? Процесот на подготвување на стратегиски документи за образовна инклузија на ромите и зајакнување на капацитетите на вработените за имплементација на конкретни стратегии, акциони планови и така натаму. Постои потреба од иницијатива за зајакнување на соработка со институциите на национално ниво. Секоја организација ова го спомена. Граѓанските организации искажуваат подготвеност за вмрежување со другите граѓански организации, партнерска работа и заеднички проекти. Веќе се констатира ситуацијата на терен дека во еден момент повеќе граѓански организации работат на исти цели, со исти целни групи, голем прашалник пред оваа потреба, како и ја истакнуваат недоволната транспарентност во процесот на имплементирањето на проектните активности, како и во процесот на важна
карика во истражувањето и воопшто во целиот процес на образовната инклузија на децата роми ни се стручните служби. Што велат тие? Испитани беа 15 представници од училишните стручни тимови, 8 педагози и 7 психолози. Од едно од прашањето, односно имаа задача да направат анализа за бројот на ученици од ромска популација кои што се завршени од 1 до 9 оделение во 2015 и 16 година и споредбено со 2016-17 година. Може да се маркира благ напредок, во кој што најизразено е во општината Шуто, има намалување во Шуто Оризари, а додека пак најголемото вклучување се забележува во Виница од некаде 2%. Тие велат дека постои потреба од зајакнување и на нивните компетенции за различни проектни активности, кои се причините за осипување на децата роми, проблемите во учењето, социјализацијата, меѓутоа и добивање на статус другиот во наставниот процес. Постои висок степен на осипување кај учениците роми со јак интензитет, оценка 4, како што кажав пред малку, најизразена во 6-то оделение, односно тоа е во првата година во преминување на вториот образовен циклус, кога започнува предметната настава. Која е потребата? Може би треба да се преиспитуваат стегнатите знаења и развиените вештини кои што учениците ги добиваат од јазичното, но и од другите подрачја. А кои би биле причините? Законски, до 5-то оделение не постои повторување на оделението. До 5-то, нели сега со 9-годишното основно образование, оделенската настава ни до 5-то оделение, односно до 3-то оделение учениците само се преведуваат, а не преминуваат во следното оделение. Оделението може да се повтори единствено доколку родителот се согласи со тоа. Толерантниот може би однос на наставникот во оделенска настава, однос на остварувањето на програмските цели, односно постигнати знаења и развиени вештини, недостаток на програми со ученици со посебни образовни потреби, неорганизирање на дополнителна настава, фрапантен податок беше што го добивме од стручните служби, повеќе се применува класичниот модел на настава, односно фронталната форма, недоволно развиени педагошки компетенции на наставниците за работа со ранливите групи. Начините како се вклучуваат и учениците од поголема возраст во основното образование. Затоа е потребно организирање на вонаставни активности за поддршка, со поддршка од граѓанските организации. Тука ја гледаме улогата на граѓанските организации со својата компензирачка улога на владиниот сектор, како и потребата односно насоката за изготвување на посебни скратени образовни програми. Тоа го констатиравме и на нашите теренски посети. Соработката со семејствата најчесто велат дека се остварува преку индивидуални разговори, преку советување со родителите, меѓутоа и заеднички разговори со учениците, родителите и стручната служба. Кои се индикатори за позитивна рефлексија од организираното предучилишно воспитание и образование врз воспитно-образовниот развој на учениците роми, подобро совладување на македонскиот јазик, односно на наставниот јазик, надминување на јазичните бариери. Не се случува на крајот на 5-то оделение се уште да имаме ученици кои што и не знаат да читаат, а некои од нив читаат, меѓутоа не читаат логички текстови, односно не читаат со разбирање. Како можеме да очекуваме дека ќе работат и по другите наставни предмети. Понатаму, развивање на социјализацијата и интеракцијата со другите, отсуство на чувството за дискриминација, правилно насочување на когнитивниот, социјалниот, емоционалниот развој на личноста на детето, стекнување и развивање на основни хигиенски, културни и работни навики, справување со проблеми и учење на контрола на емоциите, како и учење за правата и обврските на децата. Стручните соработници, бидејќи се секојдневно во комуникација со наставниците, меѓутоа истите ја оценуваат работата со учениците роми како извонредно многу тешка. Кои се причините за тоа? Честите отсуства од наставата, значи неможност за континуирано реализирање, спроведување и вреднување, недоволната заинтересираност на учениците за напредокот, односно за училишниот успех на учениците, често прекинување на наставата,
и она што го истакнавме и пред малку, јазичната бариера, односно недоволното познавање на македонскиот, односно на наставниот јазик и потешкотиите во читањето, пишувањето и зборувањето на македонски јазик. Важен предуслов, да, знам дека на овој дел најмногу нова целна група се осврнав, меѓутоа не е најважна. Важен предуслов за ваквата состојба е повторно, како што говореше и заменик министерот и пратеникот, ниското образовно ниво на родителите, невклученоста на учениците роми во различните установи, многу детни паралелки, потреба од користење на индивидуализирана наставна форма на работа, планирање и реализирање на индивидуални наставни планови, развивање на наставни стратегии за социјализација и интеракција, подготовка на посебни инструменти за следење, вреднување и оценување на нивниот развој и обврска за изготвување, меѓутоа и реализирање на програма за дополнителна настава. Општинските центри од 9 планирани во 5 се одговорени на прашалникот. Во Штип, Тетово, Куманово и Шуто, Оризари се чини дека центрите за социјална работа немаат доволно знаење за постоењето на акционите планови и немаат дадено ниеден одговор, што е своевиден индикатор дека не се информирани или персоналот не е информиран, го нема соодветниот капацитет и знаење за работа со ромското население. Во општина Виница, споредено со одговорите на РИЦ, немаат акциони планови за домување, додека според Центарот за социјални работи има. На прашањето за кооперативноста меѓу центрите за социјална работа и институциите на локално и на национално ниво, центрите сметаат дека има потреба од поголема координација меѓу институциите, како и изготвување на процедури за работа со точно определена надлежност на институциите, но бараат и поголема вклученост на граѓанските организации за добивање на свеста, подигнување на свеста, се извинувам, кај ромската популација за значајноста на образовниот процес. Во однос од вкупно планирани 12 ромски информативни центри, од кои 9 општини се предмет на ова истражување, на прашалникот одговориле 7. Загрижувачки е дека во општина Шуто, Оризари уште не се донесени горе наведените акциони планови и во истата е донесен само акцијскиот план за домување, додека пак во Кочани не е донесен ниеден акционен план. Во останатите општини има забележителен прогрес, а во Куманово, Чаир и Штип се донесени сите акциони планови, освен акциониот план за култура на ромите. Во Прилеп е донесен само еден, акциониот план за вработување, додека пак во Виница само 2, акциониот план за вработување и акциониот план за образование. Во заклучите со огледување и препораки се синтетизирани сите однапред кажани, меѓутоа сега во интерес на времето повторно велам дека најголемиот дел од овие резултати добиени од двата извештаи ќе ги добиете и ќе бидат во функција и во креирање и на вашите политики, на вашите граѓански организации, меѓутоа и во аплицирање, се надевам, на поголеми проекти во кои што со вмрежување меѓуинституционално, на локално, на национално, па и на меѓународно ниво можеме само да бидеме поефикасни и да имаме релевантни резултати во областа во која што сите работиме. Уште еднаш ви благодарам и констатирам дека навистина треба многу време за да кажете кратко или да напишете кратко. Ви благодарам уште еднаш за сите на остварената соработка во текот на овие 2 години. Ви благодарам, професорке. Навистина имавте тешка задача, големите резултати и анализата беше доста обемна, да ја скратите во 15 минути и да можете да ја презентирате на оваа конференција. Во вашите папки, не знам дали забележивте, имате кратка сублимација и од двете анализи и кратка информација од проектот и од грантовата шема. Меѓутоа, целата верзија од овие анализи можеме да ви ја доставиме по електронска пошта. Сега би сакала да ја дадам збор на госпоѓа магистар Наташа Амдију, која што ќе има за цел да ги презентира резултатите од евалуацијата на грантовата шема во рамки на проектот. Повели, Наташа.
кратко, посебно вакви резултати какви што јас имав можност да ги согледам во изминатиот период и како за подсетување, она што го презентираше професорката беше ситуација од пред скоро 2 години кога се правеа овие анализи, но она што барем, еве, слушајќи ги повторно резултатите од пред скоро 2 години и ситуацијата сега, верувам дека има огромен напредок кај организациите кои што имплементираа проекти на терен. Прво, мислам дека има 2 специфики што треба да се спомнат во врска со евалуацијата. Верувам сите знаете дека покрај квалитативната анализа, нели, која што е дел од процесот на евалуација, многу ни се важни бројките, односно квантитативно кој е резултатот, дали навистина е постигнат и во кој обем одреден ефект, но најважното според мене во целата сабгрантинг компонента беше дека ова беше проект, односно компонента која што беше ориентирана директно кон корисниците, односно кон целните групи, како нели кон учениците роми, така и кон нивните родители, и верувајте кога сега нели ќе ги представам резултатите кои што за жал се сумирани, иако ги имаме разложено и поединечно од сите вас кои што учествувавте во имплементацијата на истите, мислам дека сте постигнале фантастични резултати и навистина ви велам браво за тоа. Така ќе почнам. Значи, она што и Преска и Кристина го кажа, се мереше нивото на ефикасност, ефективност, кохерентноста, влијанието и одржливоста на проектите поврзани со образованието на ромските деца. Беа имплементирани 11 проекти, веќе географската покриеност се презентира. На почеток ја дизајниравме методологијата, вклучително и прашањата за евалуација. Оние кои што нели беа корисници на истите, знаат дека имаше еден сложен прашалник за одговарање. Ви благодарам на сите за времето што го одвоивте за да може да ги добиеме резултатите кои што можевме да ги увидиме. Матрица евалуација, имавме и првични интервјуа со носителите на проектот, а во останатата фаза имавме деска анализа, идентификување на празнини, хипотези кои што треба да се тестираат во теренските фази, дизајнот нели самиот на теренската фаза, односно со поголем дел од вас, со 9 од 11 интервјуирани грантисти, имавме и средба, со дел нели беше онлайн, но сепак имавме нели комуникација во врска со истото и на крајот направивме оценка на наодите и подготовка на извештајот. Како што рековме, ова е на кратко презентација, моравме да ги сумираме наодите, но ги имаме поединечно и за секоја од организациите. Ова е матрицата, да се види нели методологијата која што е следена, веќе мислам се кажа да не нели се повторуваме. Имаше повеќе евалуацијски прашања на различните нивоа, на релевантност, на ефективност, на ефикасност, на одржливост, влијанието кое и кохерентноста, како и додадената вредност на вашите проекти. Јас гледав нели методолошкиот дел во интерес на времето да го скратам, но на клучните наоди сепак би сакала да се фокусираме малку повеќе. Во однос на релевантноста, мислам дека е доста важно дека проектите обезбедија статистички податоци, односно голем број на ромските деца да бидат вклучени во формалното образование. На поголем дел од вас, како резултат од проектите, ова се сумираните наоди, директно 1049 деца во дел нели проектите ви беа за осипувањето, повторно се запишани, во дел нели се запишани во прво оделение и 625 родители на деца роми. Законодавството и празнините во политиките и проблемите кои што се поврзани со пристапот до образование се мапирани. Во интерес на времето, повторно, нема да можам детално да ги соопштувам наодите со кои што со поголем дел од вас нели и поединечно ги дискутиравме, но истите ќе бидат понатаму проследени до надлежните институции како заеднички наоди. Голем број на институции, што исто така е многу важно, како на локално, дел и на национално ниво, беа вклучени во активностите на различните проекти, со што се зголеми соработката за прашањата за вклучување на децата роми на локално ниво. Преку проектот
Вкупно учествувале 1414 учесници од различни нивоа, од кои што нели направивме и преглед на джендер баланс. Гледаме дека за малку повеќе од нив се од женски пол. Локалните власти и службеници, менаџери, професионалци заедно со граѓанските организации имаат дефинирано создадени механизми за подобрување на пристапот за образование за ромските деца. И сега од овие наоди се обидов да сумирам генерални препораки и мислам дека е многу важно државата да направи напор за обезбедување континуирана поддршка за оние семејства кои што веќе ги запишале своите деца во образованието. Сите зборувавме дека проблемите ги знаеме, но мислам дека таа комуникација на локално ниво, што сега беше воспоставена преку повеќе проектни активности и како што и претходно представниците од институциите потенцираа, постојат сега нели образовните медиатори, мислам дека добрата практика која што е воспоставена, доколку не продолжи сега, осипувањето после неколку години повторно ќе се сретнеме и повторно ќе го анализираме истото. Во таа насока треба да се подобрат и политиките и законодавството за вклучување на ромите во основното образование, односно и заменикот министер за образование го истакна тоа преска во врска со доколку е возможно, мислам дека е возможно, во таа насока се и нашите препораки со конкретни измени во законот за основно образование, чие што менување и во тек, колку што сме информирани. Во однос на ефективноста, е генерално задоволителна. Проектите успеале да ги постигнат резултатите кои што ги поставиле, нели, кои што ги очекувале и да ги исполнат и да ги остварат целосно своите активности. Гледаме дека и во однос на буџетите само мал дел, само 2% не биле искористени. Кои се резултати, продукти од проектите? Имаме прашалници, извештаи за проценка на потребите, брошури, водичи. И морам да кажам дека ме радува тоа што не е во голем обем истражување и анализи, туку се повеќе проектите насочени кон корисниците, како што претходно потенцирав, бидејќи една од главните забелешки на анализата на евалуацијата за програмите на ромите и на ниво на делегација се во насока дека постојат како never ending нели анализи, need assessment, анализи и слично, што не е секако на крајот на корисниците најмалку се одразува, а податоците се тука, постојат и сите ги знаеме. Исто така, она во насока на добрите практики, кои што ги спомнав, е формирањето на локалните мрежи, групи, координативни тела, односно соработката која што е веќе воспоставена како помеѓу институциите, граѓанските организации, локалното население, училиштата и така натаму, и во таа насока е и препораката дека доколку ние не работиме да најдеме механизам да ги задржиме учениците кои што веќе се вклучени во образованието, повторно може да ни се случи осипување. Но активностите успеале да вклучат, односно прв пат да се запишаат ромски деца во основно училиште 831 ученик и 218 ученици од вкупниот број на ученици роми, значи биле повторно запишани откако минатата година се отпишале. За да не изгледа дека овие податоци само така генерално сме ги сумирале, ние правевме компарација, односно побаравме од грантистите податоци, колку имало запишано во 2017-2018, колку има запишано во 2018-2019 и според овие два компаративни наоди, нели, успеавме и да ги извадиме овие бројки. Препораката е дека согласно резултатите се согласно планираните активности, но не постои гаранција дека по завршувањето на проектот запишаните деца редовно ќе посетуваат училиште. Затоа е потребна таа соработка помеѓу релевантните актери. Во однос на ефикасноста, спомнав дека има само 4 истражувачки извештаи, значи многу беше ориентирано кон корисниците и кон целните групи, сите проектни активности.
Имаме 1414 директни учесници, вклучувајќи 625 родители роми и 79 представници од локалните граѓански организации вклучени во проектните активности. Имаме развиена наставна програма за родители и спроведени обуки, имаше нели во вашите проекти и таков тип на активности и верувам дека преку оваа интензивна соработка на сите нивоа, на локално ниво пред се, помеѓу различните институции, овозможи и воспоставување на тие механизми, но верувам дека и се подигна свеста, она што е најважно на како на родителите, така нели и на самите институции за тоа што треба понатаму да се преземе. Сега препораки, односно активности што би требало да бидат, што би можеле да издвоиме е дека активностите на проектот за вклучување на учениците роми во образованието е добар модел, а државата треба да ја искористи воспоставената структура на локално ниво, но од друга страна пак и граѓанските организации треба да ја користат воспоставената соработка меѓу образовните инспектори, граѓанските организации и основните училишта. Ова нели се препораки во насока на ефикасноста. Што се однесува до одржливоста, институциите беа вклучени во имплементацијата на проектите и беа дел нели од целните групи на поголем дел од вашите активности. Одржливоста без институционализирање не е возможна и затоа она што го потенцираме дека добрата практика, воспоставената соработка е клучна во иднина за да се обезбеди и одржливост, односно овој проект да постигне одржливоста и односно да го има импактот на долгорочно ниво, а не нели само до моментот на имплементација на активностите. Затоа нели препорачуваме да се зајакне соработката меѓу локалните засегнати страни кои што имаат директен контакт и мандат да преземат акција за обезбедување пристап до образование. Верувам дека со самото вклучување и на граѓанските организации се постигна влијание на 79 лица што се од граѓанскиот сектор, значи голем дел и од представниците на централните и локалните власти беа опремени со практични алатки, методологии и упатства како да се зајакне таа соработка. Исто така 625 родители на деца роми беа вклучени во проектните активности. И со тоа има исто, бидејќи како што предходно колегите кажаа, имаше целата компонента континуирана и интензивна подршка во текот на имплементација на проектите. Мислам дека се зголеми знаењето и организацијските вештини за управување со проекти финансирани од ЕУ. Мислам дека Кристина тоа кажа дека веќе сте спремни за поголеми проекти, што нели е за поздравување. Исто така и нели знаење поврзано со планирање и спроведување на локални акции. Верувам дека преку целата компонента за јакнање на капацитети се постигна тоа и на ниво на севкупниот проект, нели покрај тоа на ниво на вашите активности. Значи, доколку механизмите за вмрежување и соработка за образовните потреби на учениците роми и акции продолжат да функционираат, позитивните ефекти на среднорочен и долгорочен план ќе бидат позабележителни. Ова ми е на ниво на хипотеза, би рекла професорката. Но исто така треба да се постигне нели изголемена видливост на акцијата на ниво на заедница. Ова е препорака, но е условена и зависи од проактивноста на институциите и нормално и на граѓанските организации кои што треба да прават своевиден притисок за практиката која што е воспоставена нели да продолжи понатаму. Сите проекти се насочени кон вклучување на ромските деца во образованието и целосно тоа е во согласно нели со образовната инклузија, односно со целта на главниот проект. Проектите се и во согласност со напорите на Европската Унија за зајакнување на образованието, вклучување нели на ранливите групи, посебно на ромската заедница. И повеќето корисници потврдуваат дека финансирањето од ЕУ било и се уште од суштинско значење за спроведување на проектите на локално ниво. Покрај прашањата, нели квантитативните податоци што ги сумиравме од прашалникот,
во однос на одмерување на ефективноста, ефикасноста, влијанието, сите вие оценивте дека е на доста високо ниво, што и јас еве лично верувам од кога успеав да ги видам и квантитативните податоци, значи не само нели декларативно, туку ова е потврдено со бројките. Уште еден нели краток преглед што мислам дека е важен во однос на бројките. 11 проекти мали за буџетот без малку 52.000 евра се вклучени над 1400 директни корисници, скоро 80 представници граѓански од граѓански организации, 625 родители на деца роми и 831 деца роми вклучени за прв пат во основното образование, а деца кои што се вратиле како резултат на проектните активности се 218. Мислам дека ова се фантастични резултати за мали проекти, мали грантови, како што вие нели добивте, ама верувам дека ова е само почеток на интензивна соработка што ќе имате нели покрај со партнерските организации, така и меѓусебно во полето на образовната инклузија, не само нели на ромската заедница, туку и пошироко. Јас тука би застанала, мислам немам ја што да додадам повеќе, но вие можете да прашувате и во однос на резултатите, предпоставам нели на останатите говорници. Фала. Ти благодарам, Наташа, за исцрпното излагање на резултатите од евалуацијата на грантовата шема во рамки на проектот. Сега би сакала да ве поканам вас, како учесници, доколку имате некои ваши коментари, согледувања или доколку сакате да споделите некое ваше искуство од вашата работа или искуство од случувањата на терен во вашата локална општина. Повелете слободно, колегите позади се со микрофоните, ќе може да се пријавите и да дадете свое мислење. Благодарам. Сенат Мустафов, Ромски образовен фонд Швајцарија и Будимпешта, представник за Македонија. Тие кои бевме цело време споменати овдека во првиот дел од говорот. Инаку го поздравувам проектот и ја поздравувам иницијативата. Исто така бев и вклучен на некој начин во проектот како тренер на неколку тренинзи за развој на капацитетите на невладините организации и тој дел ми е генерално јасен. Имам неколку прашања во делот на истражувањето и дали ќе го добиеме тоа истражување, дали е достапно на некоја веб страница и така натака, поради тоа што е битно и е доста нели свежо. Како што кажавте, значи пошто имаше некои варијабли, не ги видовме бројките, заради тоа можеби подетално ќе ги видиме во истражувањето, јас не ги знам варијаблите како се во вашите методологии, па не можам да ги дешифрирам во моментов. Кога ги видов на презентацијата, прашањата се следните. Број на деца надвор од основно задолжително образование, дали беше таргет во истражувањето, во таргет општините, значи деца кои се на возраст за основно образование, роми, а биле надвор, не се опфатени во редовниот образовен процес. Тоа е првото прашање. Второто прашање е колкав е тој Јосип во 6-тото оделение, поради тоа што рековте дека е само голем, колкав е тој Јосип, доколку имате податок, од каде утврдивте дека е толку голем само во 6-тото оделение и дали воопшто имате податок, дали беше таргет на истражувањето и дали имате податок за осипот во другите оделенија во основното образование. Како трето прашање е кои податоци беа користени покрај прашалниците, фокус групите и така натака, од кого беа земени овие податоци, дали од Министерство за образование и наука, дали од локалните самоуправи, дали од други образовни институции и социјални центри, заради тоа што видовме дека и социјалните центри беа таргет на ова истражување.
И имаше една табела, еве оваа баш сега, која ја гледам. Имаме колку деца биле завршиле основно образование во 2015-16 и 2016-17 од прво до 9 оделенија, но дали имаме податок за да можеме да споредиме ОСИП, дали имаме податок колку деца биле запишани во првото оделение пред 9 години, за да направиме нели податок колку тие деца се после 9 години посета во основно образование се осипале. Благодарам. Многу прашања, се извинувам, но ако ги има во истражувањето, не мора да ги одговорите, јас ќе се прочитам. Секако дека ги има, јас сум секогаш многу среќна кога има интеракција. Тоа значи дека постоел висок процент на ефективно следење и што ово укажува дека работиме со сериозни партнери во кои што апсолутно може да разговараме на многу продлабочени теми. Јас ви кажав дека на почетокот ви кажавме сите дека истражувањето беше многу сеопфатно и имаме многу резултати, многу табеларни и графички прикази кои што ако ми дозволевте денеска тоа да го направам, ќе требаше да останеме 3 часа. Од таа причина излековме многу малку само од овие прикази, а истите ќе имате можност, јас морам да ги прашам тука организаторите дали тоа ќе биде во печатен или на веб страна, во кој што се тоа што ме прашувате вие детално е дадено. Таму е, видете, во однос, прво кажавме дека имаше во истражувањето теоретска анализа на релевантната документација. Тоа значи дека има извештаи, стратегии и така натаму, законски делови. Меѓутоа, овие податоци кои што тука ги гледате се извлечени од основните училишта, односно од стручните служби, бидејќи една од задачите на стручните служби е да го следи бројот на запишани вкупно деца, независно од кој етникум, и бројот на осипување по циклуси, односно прво по полугодија, по оделенија, по циклуси и на крај со завршено основно образование. Ова тука, како што забележувате, се извлечени на ниво на општини, се сумативни, иако ние ги имаме податоци и на ниво на училишта. Бидејќи ние не може да говориме за цела Македонија. Таргет се само 9 општини, односно испитаните основни училишта, така што овие резултати се однесуваат само на целната група на основни училишта кои што беа вклучени во општините кои што во чии општини се испитуваат ставовите на граѓанските организации. Значи, се тоа што ме прашувате, ќе го видите во целокупниот извештај, во кој што ви велам табеларно и графички се представени и апсолутно анализирани и интерпретирани. Јас би сакала да додадам само се извинувам, ме посетува Наташеве како истражувачи. Таргет ново истражување беше целната група на ученици кои што се осипуваат, а биле запишани во редовното основно училиште. Таргет не беше и на проектот, односно на истражувањето, да се има во предвид таа целна група. Ова е фокусирано за надвор од образованието. Иако имаме голем број на податоци кои што говореа самите граѓански организации, причините кои се за осипување, понатаму што прават граѓанските организации кои ќе имаат информација дека тие ученици одат по гроздобер или одат се азиланти, тоа беа најчестите всушност причини за нивното осипување или за потребата од тоа да ги придржуваат своите семејства додека заработуваат за својата екзистенција. Но повторно ќе кажам дека таргет ни беа учениците кои што се запишани, а се отпишуваат или повторно продолжуваат. Само со таа целна група работевме. Да. Ништо мислам, Бети, мислам дека образложи добро. Мислам дека доколку баравме податоци, тоа веќе ќе беше друга методологија и друг начин на прибирање на податоци за деца што се надвор од образовниот процес. Нели, сите знаеме дека се разноразни причините, има милиони истражувања, но затоа пак мислам дека главен фокус на сабгрантинг компонентата беше токму тоа, нели, да се види процентот, односно бројот на запишани ученици во прво оделение, и токму затоа ги имам и овие бројки за да можеме, нели, од она што ни било како бейзлайн во истражувањето на почеток, односно пред година и пол, да видиме, нели, кај сме сега. Значи, тие податоци исто ќе бидат достапни за да може да се спореди, ама за жал таа група не беше земена во предвид, зашто школите, училиштата беа она што беше во фокус.
Кратко надополнување само во однос на првото прашање на Сенат, овие анализи се во фаза на финална изработка, односно лекторирање. Истите ќе бидат аплодирани на веб страната на проектот, како и истите ќе бидат доставени на мејл адреси до сите партнери, соработници и ќе бидат јавно достапни за сите вас. Дали имаме прашања или било коментари од некој друг од присутните? Повели Точи. Благодарам. Мухамед Точи од Месечина Гостивар. Честитки за истражувањето, честитки за проектот. Јас имав прилика да работам на едно социјално мапирање во 14 градови, меѓу кои и овие градови во кои што ги вие спомнувате. И резултатите во однос на не го спомнувавме само образованието, социјалното мапирање не беше само за образованието, меѓутоа во областа на образованието се поклопуваат истражувањата кои што и резултатите кои што пак вие ги имате. Меѓутоа разбрав дека не е целна група децата кои што се надвор од образовниот систем, а се на возраст да бидат во образовниот систем. Може би е добро да некој од нас, вклучително и мене, да дадеме некакви препораки во однос на оние деца кои што ни се надвор од системот на образование, а се во образовна возраст. Именно имаме ние деца кои што се на возраст од 9-10 години, а никогаш не посетувале образование. И об сега имаат и волја, можност, ние сме ги убедиле како граѓански организации, меѓутоа системот не може да ги вклучи никако поинаку, во моментот нема модел, да ги вклучи никако поинаку, освен да ги стави во прво оделение со деца кои што се на возраст од 6 или 7 годишна возраст, и таму се појавува тој дисбаланс и проблем на вклучување. Можеби јас во моментот, не знам, само правам провокација, можеби некој во некој истражување или во некоја друга прилика, повикувам во некоја друга прилика заеднички да најдеме некакви решенија и за овие деца. Апсолутно немам никакви забелешки по однос на анализата кој што имав прилика да слушам. Уште еднаш само честитки за тоа. Слушаме, да. Најпотребната целна група е ова што ја апострофирате и вие, претходниот говорник. Јас се просите ми се мешаат малку представниците од граѓанските организации, меѓутоа мислам дека регрантираната организација Рома Верзитас имаше токму таква целна група. Дали има представник тука од оваа граѓанска организација? Вие бевте? Може накусо, вие да ни споделите дел од вашите активности со оваа целна група? Не беше вклучена? Јас директно не бев вклучена, меѓутоа сум запознаена со активностите кои што се случува. Истите видов дека се прикажани исто така и во промотивните материјали. Лицата кои што беа представници од Рома Верзитас кои што работеа на овој мал грант, работеа со децата под Кале, кои што освен тоа што не беа вклучени во редовниот образовен процес, детектира исто така и други проблеми кои што се поврзани нели со имањето на соодветни документи за да бидат дел од редовниот нели процес. Работеа директно со децата, меѓутоа се детектира многу други проблеми кои што не беа нели дел од овој проект, кои што на некој начин прво тие треба да се решат за тие да бидат вклучени во редовниот процес и редовната настава. Тешка беше соработката со дечињата и со родителите, токму од таа причина која што ја најаведов пред тоа. Сметам дека не само граѓанските организации, меѓутоа и оние кои што се одлучувачи и донесувачи на одлуки треба да бидат
отворени за соработка со нас, за да ги слушаат ети анализите и да ги прочитаат анализите кои што и вие сте ги направиле, и кои што ние како граѓанска организација нели правиме адвокаси кај институциите, се со цел тој круг и чейн што се вика да се продолжи понатаму. Сметам дека проектот секако дека придонесе многу и гледам од самите резултати од вашата анализа дека се прикажани, меѓутоа отвори простор за понатамошна анализа и анализи кои што произлегува и од останатите граѓански организации. Еден од тие работи кои што јас ги адресирам како представникот Рома Верзита се да се продолжи да се работи и со овие деца кои што се надвор од образовниот систем, не по нивна вина, туку и по вина на самиот државен апарат и институциите. Благодарам до Фикрија и до господинот Точи. Вашите препораки ќе бидат земени во предвид, иако веќе се вкалкулирани и се вметнати во документот за препораки произлезени од оваа конференција. И се надевам дека овие препораки ќе бидат упатени на соодветно место и заедно со сите вас ќе успееме да ги преточиме во системски промени и законски рамки во нашата држава. Ви благодарам. Дали има некој друг прашање или коментар? Доколку немаме, јас би сакала да им се заблагодарам на денешниве говорници и се надевам дека ќе имаме можност и понатаму да останеме во соработка и да правиме и други такви успешни модели и такви проекти. На крај би сакала да го повикам господинот Себи Хандемировски за да ги презентира заклучоците и препораките од денешнава работна средба и од кои се произлезени во рамки на овој проект. Почитувани присутни, особено ми представува чест што ја имам приликата да на крајот јас на некој начин ги дадам заклучоците и препораките од денешната конференција. Она што сакам пред да почнам со препораките, сакам да напоменам дека на почетокот на проектот се покрај овие две анализи, мапа на ромската заедница и мапа на граѓанските организации, се направи и анализа на законските регулативи, домашните политики, националните политики, меѓународните политики кои го таргетираат образованието во целост со фокус на ромската заедница. Во рамките на тој Policy and Recommendation Paper, така е именуван, веќе дел од коментарите, дел од препораките се произлегува од самата анализа и навистина сме среќни што еве се потврдуваат фактите од повеќе страни дека сме на иста линија пред се. Од друг аспект, самиот документ не е финализиран. Ќе бидат земени во предвид и препораките и заклучоците од денешната конференција и понатака ќе се изготви финалната верзија на тој документ и ќе биде доставен до националните институции, до ресорните министерства, до локалните институции и ќе на некој начин да се поттикне тоа застапување и лобирање за превземање на препораките во рамките на проектот. Во текот на имплементацијата на проектот, проектниот тим веќе имаше спроведено низа на средби со ресорни министерства и ресорни институции, каде што веќе беа и понудени препораките, односно беа дискутирани препораките од Policy and Recommendation Paper-от и веќе имаме некој видлив резултат во таа насока. Пардон. Јас ви спомнам само неколку препораки кои произлегува од тој документ. Вклучувањето на децата во образовниот процес кои се на одмината возраст и поради возраст кои не можат да се вклучат во образовниот процес, поради одминатата возраст, тоа што го спомна господинот Точи. Поддршка за јазикот во образовниот процес за учениците од ромската заедница поради непознавањето на македонскиот јазик се соочуваат со сериозни проблеми во следењето на наставата, а поради тоа се појавува и тој осип
кој значително придонесува до сериозни проблеми за завршување на образованието. Обезбедување на соодветни мерки за поддршка на учениците роми кои се враќаат од странските земји. Тука се мисли на повторното враќање на тие ученици во редовното образование и обезбедувањето на нострификацијата на документите од училиштата кои ги посетувале во странство. Следната препорака е уствари таа што ја спомнав, олеснување на нострификацијата на документите на учениците роми повратници од странските земји. Господинот заменик министер спомна дека процедурата е таа, комисијата работи, се си тече како што треба, но проблемот кога збориме за нострификација, проблемот е во можноста на семејствата кои се враќаат од странство да ги нострифицираат документите кои ги имаат со себе или ги немаат соодветните документи. Тука има низа на трошоци кои не секој може да си ги овозможи и поради, да не речем, 4000 денари, детето останува надвор од образовниот процес. Кога збориме за олеснување на нострификацијата, збориме за тој дел. Обезбедување на дополнителна поддршка за учениците кои покажуваат слаби образовни резултати, како да се помогне на тие ученици да ја следат наставата во редовното образование, да бидат поуспешни и да го зголемат нивниот успех. Обезбедување на мерки за решавање на проблемот за децата кои се на поодмината возраст, кои не можат да се вклучат во редовното образование и не можат да бидат таргетирани во Законот за основно образование на возрастните. Ова е слично со претходната препорака. Тука учениците се запишуваат на 6 години, до 7 максимум, останатите што се на 8, 9, 10 до 15 годишна возраст не можат да се запишат во прво оделение. А не можат па ни да бидат опфатени во Законот за образование на возрастните, затоа што Законот за образование на возрастните ги таргетира од 16 години нагоре. И ние имаме сериозен проблем и сериозна бројка на деца, роми и ученици кои се надвор од тој процес. Тоа беа неколкуте препораки од тој policy paper кој беше изготвен на почетокот на проектот. Сега неколку заклучоци од конференцијата. Да се унапредат системските мерки за подобрување на образованието на ромите. Сите дискутиравме и навистина ми е драго што произлегоа конкретни излагања дека нешто се случува со измените на легислативата. Измени во Законот за основно образование, тука спомна веќе заменикот министер, директорот на управата, дека во Законот за основно образование ќе се воведат ромските образовни медијатори. Ромските образовни медијатори имаат клучната улога за поддршка на вклучувањето на учениците во образовниот процес, како и подобрување на редовноста на учениците во самото образование и поддршка на ромските семејства и јакнење на нивната свест за да го поддржуваат образованието на нивните деца. Креирање на посебни програми за инклузија на децата, учениците роми кои се на поодмината возраст во редовниот образовен систем. Ова е ова што Точи го напомена и навистина ова веќе се таргетира во Законот за основно образование од излагањата на говорниците, така да сметаме дека со ова се поклопува и интервенцијата на овој проект, како и на други проекти од останатите организации, и сметаме дека со ова препорака и со ова решение во законската регулатива ќе се направи многу за вклучување на оваа група на ученици. Обезбедување на поддршка за нострификација на документите на учениците повратници од странските земји. Тоа веќе го спомнав, тука исто се размислува во рамки на Министерството за образование како да се олесни не само на ромите, туку на сите повратници од странските земји, така да и оваа препорака од самиот проект навистина има продукт при застапувањето и лобирањето за изнаоѓање на системски решенија за образованието на ромите. Продолжување на досегашните позитивни мерки за поддршка на образованието на ромите, тука се смета ромските образовни медијатори кои веќе почнале да работат, да продолжи оваа мерка од страна на Министерството за образование и наука,
стипендирањето на средношколците роми и стипендиите во високото образование. Да позитивните модели за инклузивно образование да се пробаат да се пилотираат во рамки на системот. Имаме одлични искуства во рамките на овој проект, одлични модели за инклузија на децата. Веќе спомна децата кои со проектот на Рома Верзитас, така, децата од сместени во ранка, семејствата кои се сместени во ранка. Имавме таму успешна приказна, успешен модел кој може да се размисли за да се превземе во рамки на системот. И тука, мислам, би напоменал и децата на собирачите на отпад. Исто така, многу маргинализирана категорија на ученици и таму имавме успешен модел и таквите модели треба да се презентираат, односно да се трудиме институциите да ги превземат за да можат да го решат проблемот со таа категорија на ученици. Она што е многу важно, исто така е да се продолжи со јакнење на капацитетите на граѓанските организации за апсорбирање на ЕУ фондови. Од анализата произлезе дека граѓанските организации функционираат, немаат големи проекти, реализираат мали проекти и навистина треба да се продолжи со инвестирање во нивните капацитети за да можат да бидат носители на инклузивното образование на локално ниво. А тоа сега за сега можеме да го постигнеме со поддршка на Европската Унија, особено ако нели понатака добиеме некој датум за преговори, навистина ќе треба да се даде голем акцент во тој дел, затоа што граѓанскиот сектор е двигател на заедницата од една страна. Да се развие системска база за идентификување на реалниот број на деца роми кои се на возраст за запишување во прво оделение и нивно вклучување во образовниот процес. Реално не постои, во моментот не постои анализа колку деца се родени на таа возраст. Затоа што системот води една бројка, реалноста е друга бројка и ние можеме да заклучиме дека имаме некоја отстапка од реалноста во споредба со системските податоци. Треба да се унапреди системската база за да се знае точно колку ученици, колку деца се родени на возраст да бидат вклучени во прво оделение, за да знаеме точно колку се вклучени во прво оделение и за да можеме да ги следиме понатака во текот на образовниот процес. Да се продолжи со инвестирање во зајакнување на капацитетите. Извинете? Океј. Да се продолжи со инвестирање во зајакнување на капацитетите и унапредување на соработката на институциите на локално и национално ниво. Институциите помеѓу себе не соработуваат. Конкретно, ако земеме делот за имплементација на стратегијата и акцијските планови, локалните координативни тела немаат доволна и добра соработка со националното координативно тело. Дефинитивно, а они се клучни за да можат да се спроведува стратегијата за роми. Дефинитивно дека нема доволна соработка и ние тоа преку тренинзите кои се имплементираа во рамките на овој проект се потврди дека навистина нема соработка и треба да се продолжи со унапредување на таа соработка. Истата препорака, уште овие две, обезбедување на соодветна дополнителна образовна поддршка на учениците роми во текот на образовниот процес за да се задржат во образовниот процес, да се подобри нивниот успех и да можат да продолжат од година во година се поуспешно и поуспешно, затоа што имаме сериозен осип и поради слабите образовни резултати кај учениците. Креирање на соодветни модели за ангажирање и вклучување на родителите за поддршка на образованието на нивните деца. Фокусот може и највеќе треба да биде тука. Затоа и како најпоследен, да. Како последен заклучок или препорака, дефинитивно дека треба да се изнајдат начини и модели како да се анимираат родителите, односно како да се зајакне нивната свест, за да навистина они ја превземат таа главна улога за образованието на нивните деца. Јас би завршил тука. Ви благодарам многу на вниманието.
ти благодарам Себихан за исцрпното излагање и за добро срочните препораки и заклучоци од овој настан и од имплементацијата на овој проект. Јас би сакала воедно да ви се заблагодарам на сите вас што останавте овдека со нас до крај и бевте дел од денешнава конференција. За Крисмас маркетинг